Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје. Во него се разбира и нова тема. Зборуваме за лазерска корекција на диоптрија, што представува, кои се кандидати за да се направи оваа процедура, каков е предоперативниот, постоперативниот период, како се изведува самата процедура, кои услови и предуслови треба да ги исполни пациентот и сето она што е важно да го знаеме и да го слушнеме за лазерската корекција на диоптрија. На оваа тема утрово разговараме со доктор Фанка Гилевска, хирург-офталмолог од Промедика офталмологија. Добро утро, доктор Фанка, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Благодарам за поканата, добре најдов. Да, многу теми имаме обработено со вас во овој измина цел период. Дојде ред да ја повториме уште еднаш, иако одамна сме зборувале за лазерската корекција на диоптрија, што представува еве на самиот почеток како една од најпопуларните методи така за ослободување од диоптријата кај пациентите. Лазерската корекција на диоптрија, таа е потака весела тема, бидејќи генерално не е поврзана со болест на очите, бидејќи диоптријата сама по себе не е болест, таа е аномалија дека окото е малку пократко или подолго анатомски во однос на неговиот оптички систем. И сега ние тоа имаме можност да го коригираме на начин дека рожницата, тој е најпредниот дел од окото, со лазер малку ја ремоделираме. Значи прилично не е инвазивна многу таа метода во основа, затоа што не се влегува внатре во окото со инструменти, не се вадат делови од окото како, не знам, кога се оприра катаракта или нешто, не се сече, него генерално на површината се прави тоа ремоделирање на рожницата. Така, повеќе можеме да кажеме како естетска процедура, меѓутоа потребата кај одредени луѓе, така, заради типот на професијата и ослободувањето од диоптријата, тоа е главната цел што треба да се постигне. Да, е естетска во смисол дека диоптријата е нешто кое може да се коригира со очила, може да се коригира и со контактни леки кај еден дел од луѓето. Сега ако не сакаат да носат очила и леки, затоа велиме естетска. Меѓутоа тоа што спомнувме и пред емисијата, за многу луѓе тоа не е естетска, туку е една неопходност, бидејќи очилата или леките ги хендикепираат дали во завршување на работни обврски, дневни обврски, во спорт, во изразување на своите хобија. Па имаме една група на млади кои се запишуваат на воена академија и полициска школа, кај што мора да не смеат да имаат очила, па всушност тоа влијае диоптријата во изборот на нивната професија, што е многу важно. Или исто така кога на преглед ке слушнеме, не знам, имавме на мајка која имаше -7 диоптрија, она викаше кога имам две мали деца, кога ќе ми ги земат на очарите, не можам да ги видам ни на очарите да ги најдам, нити со децава можам нешто да правам, така да всушност тоа кај неа не е баш естетика, така да малку повеќе е потреба кај некого. Така да. А и секој поголем број млади луѓе така се јавува проблемот со видот, односно диоптријата, бидејќи окото постојано ни е изложено на некаков напор, ама за среќа така медицината го има ова трајно решение. Ние во еволуциски кога гледаме, диоптријата кај децата сега се јавува порано и децата се раѓаат со пократки, со подолги очи. И тоа е таа наша човечка еволуциска промена, каде што миопијата е трендот кој доаѓа. Миопијата е минусот диоптер. Така да ние допрва и очекуваме дека наредните генерации ќе страдаат се повеќе од миопија. Миопијата минусот диоптер била во минатото генерално резервирана за школуваните луѓе, во смисол дека тие поминувале многу подолго време наблизу, читајќи и на тој начин со акомодацијата влијаеле на растењето на окото. Денеска луѓето поминуваат доста време на близу, не само зависно од школувањето, него повеќето професии се врзани со близината и хобијата се врзани со близината и слободното време на децата од најмалата возраст па се до доцна значи возрастната популација и дале поминува. Така да тие професии кои што се на далеку гледање, како на отворен простор, на нива викаме, не само на нива, него на отворен простор, тие професии се некако помалу бројни. Генерално сите се на компјутер, а и децата игрите им се повеќе во рацете, а не надвор. Така да тоа е трендот.
Така, и затоа се повеќе страда видот, да. Велиме ние постојано мораме нешто да преземеме да правиме, а мајде нека биде барем со редовните прегледи така за навреме да се види, коригира или да се открие нешто. Ќе погледнеме блок реклами па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, вклучете се во емисијата со поставување ваши прашања. Со доктор Фанка Гилевска, хирург-офталмолог од Промедика офталмологија, зборуваме за лазерска корекција на диоптрија, но пред да почнеме и да објаснуваме нели се што е важно и да ги надминат сите стравови пациентите кои што веројатно ги имаат што значи тоа, како се прави, како ќе биде и што ќе се постигне, би сакала само накратко да споменеме 2025-та, минатата година, заокруживте лично вие на ваш професионален план со едно важно и значајно признание, кое што еве сега их сликите во позадина ги гледаме. Ќе ни кажете за што станува збор? Па да, ова признание мене многу ме изненади. Во почетокот на ноември некаде добив мејл во кој што ме покануваат на свечано доделување на Деканова награда за најдобар докторат. Всушност докторатот лани го завршив, а оваа година јас не ни знаев дека постои некаква награда за најдобар докторат, ниту дека влегувам во таа конкуренција. И тотално ме изненади тој мејл, при што отидовме во декември во Загреб и добив признание, таа Деканова награда за докторатот. Докторатот го правев 5 години, го завршив минатиот декември 24-та. И тој беше макотрпен еден производ на работењето во систина офталмологија тогаш на темата кератоконус, односно крослинкинг методата, предвидување на незиниот ефект, така што тоа ми остана една тема, една љубов која што долги години се бавам со тоа. Така баш ми израдува таа награда. Така, убаво признание кое што веројатно и дополнително ќе значи уште поголема успешност така во она што го работите во пракса. Па да, сега особено на таа тема во пракса, ние во Промедика, ТНО2 лазерот, он има една посебна платформа Octavius, која излегува од рамките само на лазерска корекција на диоптрија, туку овозможува на пациентите со кератоконус и други аномалии, болести, заматувања на рожницата, да се подобри видот. Така да сега имаме едно ново поглавле, нова тема за расправа, за истражување, затоа што оваа платформа Octavius е нова, меѓу првите во светот сме што ја добивме. И со неа пациентите со кератоконус не само што може да се сопре растењето, прогресијата на конусот, па со тоа и растење на диоптрија, деформирање на рожницата, туку можеме да и помогнеме на рожницата да се ремоделира назад, да се врати конусот, да се подисправи и на тој начин да се подобри видот веднаш по оперативниот зафат. Така. Многу можности се нудат, да, така, имаме и офталмологијата нуди многу можности за пациентите. Ние ја обработуваме оваа тема, ама оставаме простор за гледачите кои било проблем со видот кој што го имаат, можат да добијат препорака и совет токму од вас. Кои се кандидати за да можат да направат лазерска корекција на диоптрија? Па генерално кандидати се сите над 18 години. Сега, корекцијата на диоптрија, ние во горната граница често ја ограничуваме 40, 45, не знам, 50, кој како ќе ја ограничи. Всушност, не е тоа горна граница која е јасно дефинирана, зависи од диоптријата и од очекувањата на пациентот. Викаме над 18, затоа што сметаме дека под 18 години се уште окото расте. Не е ни 18 години така прецизна, строга граница, затоа што често пати и на 19 години диоптријата расте. Па ако станува збор за некој тазе студент, често пати викаме ајде да видиме ни студиите дали диоптријата ќе ти расте. Она што ни е важно кај долната граница е диоптријата да биде стабилна. Значи барем една година, година и пол, две, да видиме дека диоптријата е тука некаде, стабилна. А кај горната граница, кандидатскиот статус се определува со тоа која е диоптријата, што очекуваме, имаме ли потреба од очила за близина, дали почнала таа старечка презбиопија или не,
да ја предвидиме малку, затоа што лупаво е на пациент кој има, наречеме, минус 2 диоптри, ние на 45 години да го доведеме на 0, тој пациент одлично ќе гледа надалеку, ќе биде пресреќен, но ќе нема да може да чита и автоматски ќе има, ние не можеме, пациентот тоа не го знае. Може би он очекува дека близината ќе му остане како претходно, но бидејќи ние го знаеме, ние не можеме да дозволиме да го пуштиме на операција без претходно му речеме, види, вака ќе гледаш после операција, и сметам дека тоа не е во реду, не е во ред, затоа што ќе имаш потреба од очила за близина. Па ајде да пробаме да на едното око, кое не ти е доминантно за далеку, оставиме малку диоптрија 0,75. И онда ќе му пробаме една варијанта што се вика моновид или моновижен. Тоа е варијанта со која едното му е главно и максимално коригирано за далеку, а другото му останува за блиску. И таа опција може да биде прифатлива. Ке проба пациентот, ке прошета, ке почне да чита, ке види како се чувствува со тоа. Некогаш му викаме, ајде да пробаме вака, ке ставиме сега контактни леки и цел ден на работа, дома, спорт, пробај да се шминкаш ако е жена, пробај да работиш се што правиш, да пробаш со моновид варијантата со контактни леки, да симулираме постоперативна ситуација. И пациентот, ако смета дека тоа е за него добро, прифатливо решение, онда може да оди на операција, веќе сме сигурни дека пробал. Не саѓате, ако не, одстапуваме и одиме на некаква друга, можеби варијанта со вградени леки или нешто кое одговара повеќе за таа популација после 40, 45, 50 година. Така да за границата возрастна е флексибилна, битна ни е стабилноста на диоптријата, битно ни е да имаме здраво око и анатомски да имаме материјал, рожницата дебелина, кривина, све, за да кога ќе изоперираме, да она и дале остане здрава, стабилна рожница. Така. Добар, детален преглед и отворен искрен разговор со пациентот, така разговор. И реално да му се предочи и да му се каже што би очекувал и што би постигнали и добиле. Тоа ни е доволно време, значи секогаш ни е важно време со пациентот, вака како сега што седиме јас и вие, да ние можеме да седнеме и да поразговараме, да не се брза на преглед. Така, да. Имаме веќе гледач на линија. Добро утро, повелете, ве слушаме. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав многу до вас, Билјана. Ви благодарим. Поздрав до докторката, ја не знам што да кажам наискрено, значи, без по петокот докторка кај вас, сигурно ќе се сетите Слободанка. Да. Таа страшливата, значи, вие не сте само докторка, вие сте и психолог, вие сте и психијатар, вие сте се. Значи, многу работи во едно. Значи, неколку пати направивме муабет и вие веќе разбравте за каква личност се работи, значи, како да навлеговте во мојата психа, во мојата душа. И ја навистина, докторка, да ви кажам наискрено, па не знам дали има уште еден како вас. И тоа толку, јас кај вас бев, замислете, мене не ми се качи притисокот, мене не ми беше лошо. Јас седев тука, и седев и мене не ми беше воопшто лошо, а иначе кога одам на лекар ми е лошо. Значи, нешто има во вас, нешто што не знам како да кажам, и кога ми ја лепевте ретината на времето, исто така бе воодушевена, среќна, ме болеше на моменти, ама јас бев среќна што најдов на вас. И секако не знам како да ви се заблагодарам за што постоите воопшто, што еден таков доктор, стручен, еден толку стручен доктор, а толку нормален. Тоа нас не треба многу, затоа што обично некој што многу е стручен, па нели малку така ќе се крене, а вие сте толку добра, на една стара жена, па толку внимание. Не знам што да ви кажам, но ставно да ви посакам многу успеси и да останете исто таква, само да не се да не бидете како другите, така. Веројатно сите прашања што ве интересирале, така на прегледот сте ги разговарале. Претпоставувам да само за да изразите и благодарност и убави зборови до доктор Франк. Фала, госпоѓа Слободанка, долги години е наш пациент, така што се знаеме вака. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Дали сте се уште на линија?
Ако не, ајте во очекување на јавувањата и на другите гледачи, ја верувам дека ќе се обидете уште еднаш да се јавите за да си го поставите прашањето. Некој има желба така или слушнал малку информации околу лазерската корекција на диоптрија, доаѓа на преглед, се прави еден убав детален преглед комплетно за да се види дали може би има и некои проблеми кои што не дале дотогаш симптоми, а може да постојат. Тој детален преглед ни е важен, всушност за да видиме здравјето на окото како е, затоа што не би сакале на операција да оди око кое има болест, тоа се во основа здрави очи кога зборуваме за лазерска корекција на диоптрија. Пациенти доаѓаат и не на преглед директно, него доаѓаат на консултација за да се информираат со документите од нивната диоптрија, што мислам јас за лазерска корекција кај нив и така, и онда завршуваат најчесто на преглед, затоа што прегледот е тој кој ќе ни ги каже деталите. Значи, може било кој пациент да се јави и да поразговараме и на телефон, и да дојде за консултативен преглед, и да закаже преглед за лазерска корекција. Меѓутоа, кога е прегледот за лазерска, онда мора да си одвои доволно време, пациентот, јас на работа сум, пациентот треба да не брза, затоа што тој преглед не само што има испитувања од диоптријата па до очното дно, преку мерење на очен притисок, проценка на солзен филм, преден сегмент, него опфаќа еден дел колку што он прво чита за лазерската корекција, бидејќи ја не сум сигурна колку пациентите се претходно информирани, па им даваме малку да прочитаат информативно, за да после тоа кога јас ќе седнам спроти нив да разговарам, да имаат малку барем предзнаење. Значи, пак ќе го поминеме сето тоа прочитавано тоа, ама да имаат малку предзнаење. Па пополнуваат еден прашалник медицински за нивното општо здравје, психофизичко здравје, други болести, историја фамилиарна, постоење, лекови кои ги зимаат се, па онда прегледот и на крај со се тоа ќе седнеме да разговараме. Дали е кандидат или не е, тоа е првото прашање, и за која метода е кандидат. Тоа е второто прашање. Да, бидејќи има така поделба и методи. Да. И сега, тоа е индивидуално. Не комшијата поминал вака, овој поминал, значи тоа е индивидуално. Вие вака ќе поминете ако правиме лазерска корекција. Операцијата ќе трае толку и толку, постоперативниот опоравок вака ќе изгледа, очекувањата ни се овие. Значи генерално мораме да знаеме. Може природата да не изненади, ама малку. Не да не изненади комплетно да имаме неочекувано, тоа е исклучително ретко да тотално не изненади исходот или постоперативниот тек. Дури и пациентите често пати кога спомнувате страв се плашат од компликации. Тоа е операција. Компликации има, многу се ретки, генерално сите се решливи, ама треба пациентот да ги знае. Особено индивидуално у смисол во овој случај можни компликации кај вас би биле овие. Ретки се, на вистина се 0,02%, ама и тој 0,2, ако на него му се случи, на него му е 100%. И многу потешко би се, ако никогаш не сме спомнале можноста нешто да се случи, ако се случи после сала, многу тешко на пациент кој излегува од сала ќе му објасниш, а он да биде тука присутен во тоа објаснување, да те прати, да може да разбере, а да не биде целосно обземен од стравот. Тие некои очекувани реакции или промени кои би се случиле. Вака предоперативно кога ние сме продискутирале лабаво, па што би направиле кога би се случило ова, пак што ова. Онда он се чувствува подобро и дури и кога би се случила компликација, тоа него му е веќе познато, јасно му е што очекува, нема она недоверба, страв и тоа е најважно. Затоа што компликациите се решливи. Ни треба некогаш 2 дена, 3, некогаш ни треба една недела, ама пациентот треба да е тука, да соработува, да е присутен, не да се изгуби од стравот. Така да, тие сите работи, затоа е тој важен преглед, создавање доверба, проценка на личноста, господја Славанка вика психолог. Вие мора да сте, затоа што ви имате на операција, например, 20 годишно, тоа е дете. Они доаѓаат на преглед со мајка им. Јас често пати и викам, чим доаѓа на преглед со мајка, вие не сте кандидат можеби, затоа што тоа е операција која е естетска, родителот, како една жена која си ги зголемува градите, па не оди на преглед со мајка им.
Така да во тој поглед често пати е важно таа проценка која е зрел, како ќе соработуваме на операција. Инаку самата операција, ако имате соработлив пациент, од 10 оперативен ден, 9 се пациенти кои се соработливи, гледај црвено светло, браво, 5 минути десно око, ајде да се преместиме, одмори малце, нови инструменти, 5 минути лево око, готови сме. Иде лесно, али целиот тој муавет е за тој еден кој што е малце поне, па не ми гледаш право, па гледај вака, па не мрдај ногите, не ги дигај. Значи, ме сваѓа, тоа се трема го фаќа, сите сме различни, а помладите па потешко се справуваат со рефлексните своји ситуации. Така да тоа е тој психолошки кој е важен, многу е важен. Прегледот иде низ тек и прегледот ние ќе утврдиме сите работи, јас ќе ги погледнам 3 пати на денот на преглед, кога ќе го завршам прегледот на крај на денот и на ден пред операција ги гледам и на ден на операција уште еднаш документите. Плюс прегледот не е само јас. Прегледот Елеонора му го снима, Климентина му разговара, значи тоа е еден тим кој работи цело време. Така да тука таков тип на пропусти е скоро па невозможен. Меѓутоа, овој делот за да успоставиме една динамика која ни одговара и на пациентот, комуникацијата моја, да не се плаши од мене, ни од операцијата, тоа треба малку време да се создаде. Сето тоа е важно за да се направи, да се постигне успех во операцијата. Да. Имаме следни двајца гледачи. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали сега се слушаме? Да, очигледно можеби повторно мене од режија ми јавуваат дека имаме гледачи, ама јас сакам да го слушнеме од вас, доктор Панка, сето ова објаснување кое што навистина убаво го кажувате, па некој ќе се почувствува нели како веќе да бил кај вас кога го слуша ова. Ајде сега да го слушнеме гледачот. Добро утро, повелете. Не ве слушам малку? Ние ве слушаме одлично, повелете со прашањето. Може ли да добијам со докторкава? Секако во програма сте вклучени, повелете. Јас во јануари прошлата година направив катаракта на десно око. Сега, па и пред катарактата имав двојни... Ало? Да, продолжете. И тогаш пред тоа и по катарактата имав двојни слики, поготово кога возам на некоја далечина од 20 до 30 метра. Направив катаракта, операција за катаракта на десното око, но и понатаму до ден денес двојните слики не се повлеко. Коригира. Одев на кај доктор Иваму таму, не бива да се е направено е КТМ на глава, направено е магнетна резонанса, направена магнетна резонанса со контраст, се е уредно. Докторкава во Битола крена раси. И сите испитувања се направија, крена раси. Што е тоа? Има ли кај кого да се обратам? Сега јас ќе ви кажам, да. Значи, двојните слики значат дека очите не стојат баш право како треба, него едното око е навнатре или на надвор и мускулатурата и нервната стимулација на мускулите некако не е симетрична. Ако имате двојна слика при гледање на двете очи заедно. Тој агол на кривење на едното око може да е многу мал, па да не се ни приметува. Али има начин како тоа се приметува, тој агол на кривење, и се ставаат на прегледот одредени призми, како тип на диоптрија призматска, и низ нив се гледа дали таа слика ќе се исправи. Доктор кој што се бави со ова и кој што сигурна сум дека ќе ви го реши проблемот е докторка Викторија Филева во Промедика офталмологија. Таа ќе процени, ќе даде призми, ако е потребно ќе носи призми во наочари, ако мисли Викторија ќе му изоперира окото и ќе го мускулот помести на некаков начин за да стои право. Али тој преглед и таа дефинитивно решавање на проблемот ќе го направи само она.
Добро, може да се јави во промедика офталмологија да Викторија закаже Филева, Викторија Филева. Добро, се надевам дека запамти гледачот, еве и затоа овие емисии се секогаш добри бидејќи добивате насока и препорака така за нешто што не знаете како и следно да направите. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Повелете, дали ќе успееме да се слушнеме со вас? Ало? Да, во програма сте. Повелете со прашањето. Добро утро. Добро утро. Јас не ве слушам ништо да ви кажам. Ние одлично ве слушаме, поставете го прашањето. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме. Докторче, јас од дете носев очила. Најаките ми беа до 2,20 тука нешто, 2,5. Сега 3 години не носам очила и ми кажуваат дека имам катаракта. Докторот Штип доаѓа тука у Виница одам, вика имате стврнано ви е пердето. И ќе ви викнам на операција, ќе ви викнам и никако ниту да ме викне, ниту се нема материјали, ово, оно и јас секој ден поне гледам. Ќе ве молам да ми кажете да вие каде работите, да можам да закажам и како да закажам. И ќе да молам водителката да ми каже од каде, у која болница работеше докторката што нефролог беше кај вас прошлото, пред 2 дена ли беше, така некако беше. Аха, да. Ајде, еве, во режија ќе ви дадат дополнителни информации. Предпоставам за доктор Маја Милованчева прашувате во петокот која што ни беше гостинка, а за доктор Фанка е во промедика офталмологија. Да, јас вака ќе ви кажам. Значи, ние во промедика офталмологија имаме можност за операција на катаракта и преку фондот и на приватно. Преглед, кога ќе се направи за операција на катаракта, може пациентката да се стави на листата преку фондот и чекањето во нашата болница е околу, сега колку што ја знам, месец и пол дена од прилика. Ке можете да се јавите и да добиете и таква информација во промедика на телефонот, а генерално прегледот може да се обави и во Систина офталмологија Штип, бидејќи ние сме иста болница, најблиску, кај доктор Тоше, и доктор Тоше точно ќе знае на предоперативен преглед за катаракта, кога би биле на операција и сето тоа би можело дури да ви оди преку фондот, исто како да се оперирате во државната болница во Штип. Така, веројатно ќе има уште простор, велиме катарактата си се развива, така не знаеме сега во каква состојба е. Да, некогаш бара итност, некогаш може и да се почека и некој месец. Она генерално не е итна состојба, ден кога е презријана, затоа викаме ајде, зашто би чекале. Денеска она што е важно, а што луѓето и понатака се бориме со таа информација, е дека не чекаме да созрее. Методите на операција со ултразвук се такви да кога е помалку созреана е по-добро и за пациентот поедноставно и за хирургот, односно за опоравувањето е по-добро. Значи, по диагноза имате катаракта, ако пациентот на таблата за читање кај докторот чита 1-2 реда помалку од 100%, веќе има индикација да се почне процедура за оперативен зафет. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Поздрав до докторката и до водител. Ви благодариме. Вака, јас одев на хемотерапија и незрачен. И од тогаш добив пердиње на двете очи. И сега non-stop ми солзат очите и гледам како магла. Ако си пред мене може да познавам која си, ако си подалеку не. Добро, ќе треба нешто да преземете и во тој поглед. Да, ќе погледнеме реклами, па веднаш препораката и советот од доктор Фанка ќе ги слушнете за ова што ни го кажавте пред малку. Веднаш по рекламите, советот за гледачот кој што пред малку ни се јави. Гледачот ако има катаракта, да не се секира без разлика што е она предизвикана со некаква додатна од друг причинител. Тоа е еднократно се решава. Со операција на катаракта нема катаракта и завршуваме, така што може да се јави кај нас на преглед за катаракта и веднаш ќе добие термин за операција и двете очи ќе се оперираат за неколку дена разлика и таа приказна ќе се затвори. За да може и убаво, нели, па
појасно и почисто да си гледа, да. Да го слушнеме и последниот гледач за ова утро. Добро утро, повелете. Ќе ме молам? Да, повелете. Јас немам катаракта. Јас имам стаклена водичка или воден оток. И тоа, колку што ми кажа, се лекувало само со инекции. Дали е тоа само инекција и дали со време се зголемува и може да дојде до слепило? Да, оток ако имаме на ретината, во макулата, центарот за јасен вид. Во центарот за вид. Да, тој оток мора да се лекува со некакви инекции. Дали ќе бидат инекции покрај окото или во окото, зависи која е причината. Некогаш е причината макуларна дегенерација, некогаш е диабетска ретинопатија, некогаш е причината венска оклузија, односно затварање на вената, на протокот на крв во окото. Така да причините ли се разни и генерално мора да се даваат инекции. Дали се тие инекции антивегаев, авастин, айлеа, вабизмо, или па се инекции од типот на кортикостероиди, тоа е проценка према причинителот за тој оток. Но не треба да се чека, бидејќи колку подолго отокот стои, толку потраена оштетување имаат фоторецепторите. Така, да. И кога веќе зборуваме за лазерската корекција, откако ќе се направат сите прегледи, се носи одлуката, така и пациентот сам вели сакам да ја правам, така самата интервенција, самата операција, колку време трае, како се изведува, можеме ли барем во кратки црти за некако поблиску да ја доближиме до оние кои веќе размислуваат за вакво нешто. На оперативниот ден тимот е ист како и на прегледот, така што пациентот доаѓа на тој ден уште еднаш документацијата ја отвараме, проверуваме диоптријата, му даваме таблетка бруфен, диазепам, малку да се смири, да биде поспокоен и влегува во операциона сала. Тамо сме во операциона сала ние и сестра Марија, Елеонора што ја спомнав. Пациентот веќе гледа познати лица, легнува, се осеќа комотно, во очите ставаме анестетик, ставаме малку јод да се дезинфицира, пак анестетик, едното го затвараме со газичка, се мести под ласерот и му покажуваме. Добро се осеќаш, лежиш мирно, фино, гледај во црвеното светло, допири осеќаш водичка, пак допири, значи целата процедура која трае 5 минути полко, всушност се изменува на 5 секунди, 10 секунди, така да може да му е непријатно некој го скокот ка по окото, ама тоа е 5 секунди сега, не трае предолго да не може да се поднесе. Така што е важно да комуницираме, ние некој се исплашил, па кјути, па тај кажи нешто, значи да знам дека си тука, дека имаме комуникација. Кога ќе го завршиме едното око, се преместуваме на другото, додека ние да се спремиме за второто око и муабе да направиме дека е се окей, 5 минути и така да он за 15 минути максимум излегува од операциона сала. Кога ќе се исправи, он веќе гледа подобро него претходно. Зависи која метода е. Ако е методата ПРК, пациентот доста добро гледа во тој момент, кај ласик гледа малку низ вода. ПРК методата постоперативно има 2-3 дена како болка, печење во очите, зашто ласерот работи строго на површината. Предноста на таа метода е многу штедлива за ткивото. Рожници кои се потенки, пациенти кои се помлади, повеќе сакаме ПРК. Кај ласик методата, бидејќи прво рожницата се прави едно како флеп, се отсекува еден дел, се отвара и се бруси диоптерот натре, па се ова затвара, пациентот подобро се чувствува, меѓутоа подлабоко се прави операцијата. Па таа е резервирана ако имаме подебела рожница, пациенти над 30 години, кои што се постабилни веќе во смисол на нивниот раст, развој дефинитивно е завршен. Така да сите тие работи, очекувањата се дел од приказната претходно, пациентот со придружба си оди дома, одмара, утредента е прва контрола обавезна. После првата контрола утредента, за 2 до 3 дена е втората контрола, нас не се операции вторник, среда контрола, петок контрола. Ако петок е добро, онда у сабота веќе мие лице, од понеделник е на работа, на школо, на обавези се враќа назад. Веќе враќање во секојдневието. Некогаш кај ПРК малку поспоро тоа опоравувањето на видот доаѓа, меѓутоа кога ќе дојде опоравување на видот кај ПРК, таа е метода која е окото не се разликува анатомски од окото кај пациент кој никогаш не е опериран, така да има своји предности. Така, и генерално брзо
брзо оди се тоа. Така, се надевам дека сите оние кои можеби размислувале се двоумеле од некои различни причини дали да ја направат за да се ослободат од носењето на контактни леки на очила. Низ овој разговор многу појасно им стана се. Прв чекор е да се јават, може би само на разговор, на комуникација, индивидуално да се запознаеме. И тогаш, генерално, веќе стекнуваат и они доверба и јас сваќам со каков пациент некако имам работа и онда прилично брзо после тоа оди целата таа процедура. Да. Доктор Фанка, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Мајте убав и пријатен ден.